Ситуацијата е добра и стабилна. Сите надлежни институции се на терен и ќе останат и натаму за да одговорат на предизвиците, што ќе се појават од најавеното време. Граѓаните да не патуваат и да не излегуваат од дома, доколку немаат поголема потреба. Да носат топла облека, да конзумираат топли напитоци и доколку треба да работат на отворено, тоа да го прават со паузи. Ова се дел од препораките до граѓаните во пресрет на најавениот студен бран, што според Управата за хидрометеоролошки работи ќе ја зафати земјава од вечерва. Температурите се очекува во текот на ноќта да се спуштат до минус 13 степени, а во недела до минус 20 степени. Сите институции кои што функционираат и на централно и на локално ниво се на терен, постапуваат, редовно се вршат работите, имаме полно внимание на целокупната ситуација. Сепак треба да се остане максимално посветен, затоа што според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на вечерните часови може да дојде и најверојатно ќе дојде до комбинација на оние два фактора, ниските температури и влажноста која што е предизвикана од врнежите од снег, кои што може да создадат поголеми ризици и предизвици за санирање на нормалната ситуација. Затоа институциите ќе останат постојано на терен, ќе се действува секаде каде што е тоа потребно, ќе се димензионира работата на сите органи на централна и локална власт врз основа на сите информации кои што ги имаме од терен, ќе се постапува за да се доведат состојбите во нормала и да се надминат предизвиците кои што постојат. Но она што е битно е и значајно е покажувањето и на граѓанска свест, граѓански активизам. Многу е битно населението да ја разбере сериозноста на оваа ситуација и со својот однос да придонесе во побрзо санирање на предизвиците и недозволување на создавање на определени состојби кои што се неконтролабилни. Така да сите оние граѓани кои што немаат особена потреба за патување, апелираме да не патуваат во текот на овие неколку денови. Не се препорачува патување во овој период каде што постои комбинација на вакви два ризични фактори, ниски температури и врнежи од снег кои што може да создадат голомразици или пак други предизвици кои што го отежнуваат движењето и сообраќајот. Исто така, сите оние предпријатија, транспортери кои што може да ги одложат своите транспортни рути, а тоа не им предизвикува сериозна економска штета, истото да го направат, да не патуваат во овој период, затоа што е многу веројатно известно дека на определени патни правци полицијата ќе забрани движење на тешки товарни возила или пак на било каков начин може да дојде до ограничување на движењето и сообраќајот по определени патни правци. Од Центарот за управување со кризи информира дека сите кризни штабови се активирани и дека се мобилизирани сите ресурси во справување со предизвиците. Екипите на јавното предпријатие Македонија Пат се распределени и действуваат на 35 пункта низ државата во расчистувањето на снегот. Исто така сообраќајната полиција е постојано на терен и го регулира сообраќајот. Во Скопскиот регион сите локални патни правци во градот Скопје и околината се проодни, освен патниот правец кон повисоките населени места на Скопска Црна Гора, односно селата Брест, Танушевци и Малиново во општина Чучер Сандево, кој што не е прооден и е вообичаено кога има врнежи од снег. Активирани се кризните штабови во општините, мобилизирани се сите капацитети, ресурси и механизација на јавните предпријатија во општините. На телефонскиот број за итни повици 195 примени се околу 80 корисни повици, од кои што повеќето беа од информативен карактер, односно граѓаните бараа информации за проодноста на улиците во градот Скопје. Апелираме и потсетуваме на овој телефонски број 195 за итни повици на Центарот за управување со кризи, каде што граѓаните може да пријавуваат одредени ризици и опасности кои што би настанале како последица од снежните врнежи. Исто така и возачите да го користат бројот на автомотосојузот 155, а сите оние кои што имаат пак потреба и од Црвениот крст да потсетиме и на бројот 313958. За јакната е итната медицинска помош, а Скопската ќе работи со 12 екипи во смена и дополнителни 2, кои ќе бидат на повик. Во тек на денешниот ден од 7 часот утрина со пресек до 16 часот вкупно 80 интервенции се дадени, кои што се во рамките на очекуван број на интервенции. 3 скршеници имаме на јавни места и една сообраќајна незгода со полесни телесни повреди.
Во однос на останатите установи, ургентните центри и болниците кои што имаат оперативен дел се исто подготвени да одговорат на потребите на граѓаните, бидејќи согласно најавеното студено време се очекувани и искршениците ке граѓаните, и во таа насока повторно апелираме да се почитуваат препораките, да биде планирано и ограниченото движење, посебно за старите лица кои што тешко се движат, поради студеното време тоа да биде помеѓу 10-11 часот и 16 часот. Сите други обврски кои што не се задолжителни за во овој период да се одложат или тие да ги реализираат некои членови од семејството или пријатели, носење на топла облека, краток престој на отворено, топли напитоци, доколку се има потреба од работни активности на отворено, да се прават на секои 2 часа паузи во затоплени простории, хронично болните редовно да си ја земаат терапијата, и доколку има некои симптоми кои што се во насока на нарушување на здравјето, да се бара бројот 194, исто така да се користи линијата 15123 на Ало докторе, каде што може да се добијат корисни медицински совети за симптоматска терапија. Инаку има прекини во сообраќајот за тешки товарни возила на Стража и Маврово Дебар и од попладнево и на пресека. Воздушниот и железничкиот сообраќај се одвиваат без застој. Дефектот со снабдувањето на електрична енергија во Тетовско и на потегот кај Шуто Оризари веќе е саниран.